Здраво на сите, еве денеска едно лично видео обраќање од моја страна. Пред се би сакал да се заблагодарам на сите оние следачи на мојот YouTube канал, кои што во изминалите неколку месеци овозможија тој да расне и каде што заедно можевме да се радуваме на сите видеа каде што македонците од Леринско ги промовираат се уште македонската култура, јазик и песни во ситуација каде што знаеме дека се уште тие се потиснувани и забранувани. Темата на овој видео денеска е малку различна, но сепак се работи за проблемите кои што младите македонци често се среќаваат кога имаат работа со европските институции во земјите од Западна Европа. Останете и понатаму со видеото за да дознаете каков интересен феномен се наоѓаат македонците кога аплицираат за работа некаде низ европските институции. Во делот каде што се пополнува кои јазици ги познаваш покрај англискиот и германскиот кои што се релевантни за позицијата, сакав да го изберам и македонскиот како мајчин јазик. Како што можете да видите во оваа листа, покрај сите европски јазици има повеќе африкански, азиски, прекоокеански јазици за студентите и младите кои доаѓаат од Узбекистан, например, да бидат во можност да се го изберат својот мајчин јазик во далечната Европа. Истото е случај и за младите кои доаѓаат од нашето соседство, така наречениот Западен Балкан. Така, ЕУ нашла место и за албански, босански, српски, но никаде не можев да најдам македонски. Можете и самите да видите дека го нема. Добро, вика, можеби не сме многу битни. Мала земја, не мора да значи дека од сите земји во Европа некако само нас чудно, намерно или ненамерно не изоставиле. Ај, викам, да внесам државјанство. Тука дојде уште поголемо изненадување. И не во позитивен правец. Како што можете да видите, еве ја листа на опции за избор на државјанство. Повторно најгоре се почнува со државјанствата на земјите од ЕУ и завршува со шведското. Потоа се почнува афганистанско, аргентинско, ерменско, бахамско, бурундиско, се логично изведени од имињата на државите и доаѓам до М и барам македонско. Тука се наоѓа малезиско, мартениканско, молдавско, црногорско и завршува со мозамбиканско. Македонско повторно нема на М. И се викам да скролам надоле да не сме на Н за Норth Macedония. Нема ни на Н. Арнома не има, верували или не, под О. И повторно како по правило сме исклучок. Смислена една франкенштајновска кованица, значи за државјанство, во случај каде кај секоја земја името на државјанството е изведено од името на државата, кај нас тоа изгледа вака. Државјанство на поранешна Југословенска република Македонија. Викам, ај мајката, да не е нешто поради долгото име, да проверам можеби и со американците државјанство на Соединетите Американски држави. Ама не, тука убаво се пишува American, од United States of America, просто American. А кај нас од поранешна Југословенска република Македонија нема Macedonian, туку на поранешна Југословенска република Македонија. И тука ми прекипе лончето, што се вика, и решив да им напишам една протестна нота во вид на имейл, кој што во слободен превод изгледа вака. Почитувани, при апликацијата на вашиот вебсайт примитив дека во делот на државјанствата сите државјанства се изведени од името на државата освен едно. Пример: Германија, германско, Италија, италијанско, Грција, грчко, Србија, српско и така натаму. Меѓутоа, ако македонец како мене си го бара државјанството, постои само опцијата на поранешна Југословенска република Македонија. Како прво и основно, таква држава не постои повеќе, па оттаму прашувам, од каде доаѓа ваквата дискриминација кон мојата држава? Вакво именување на државјанството никогаш не постоело за мојата држава. Па така, јас го гледам ваквото именување крајно дезинформирачко, па дури и навредувачко. Оттаму би сакал да ве информирам дека дури и во преспанскиот договор официјалното именување на државјанството е македонско државјани на Северна Македонија. Така, според моето мислење, единствено правично нешто што ви останува да го направите, да го прифатите барем тоа и да го обновите вашиот систем. Таков сличен пример е и случајот со Соединетите Американски држави, американско државјани на САД.
Ажурирајќи ја терминологијата како побарано, ќе покаже дека ги почитувате правилата на Европската унија за почитување на владење на правото и на меѓународните стандарди и ќе покаже дека македонските државјани се третирани еднакво како и сите други жители во светот. Дополнително мислам дека би зборувал во името на сите македонци кога ќе кажам дека би биле многу благодарни ако најдете место во делот на јазични вештини да го вметнете и македонскиот, баш како и јазиците на нашите соседи кои што се вклучени во листата, независно дали тоа било земји членки на ЕУ или не. Така, откако го испратив овој мејл некаде овој период минатата година, отприлика неколку месеци покасно, ми стигна одговор каде ми информира дека македонското државјанство и јазик се додадени во листите во соодветните категории, како што беше посочено од моја страна. И еве сега, ако направиме проверка на категоријата јазици, можеме веќе да забележиме, покрај сите други јазици кои ги видовме и претходно, тука е и македонскиот јазик, на М веднаш до луксембуршкиот, побарано исполнето. Ако направиме проверка и кај категоријата државјанство, и тука како што беше веќе побарано, може да се види зборчето Macedonian, кое претходно го немаше, туку имаше само of the former Yugoslav Republic of Macedonia. Со тоа што, да не им дадам повод да го одбијат моето барање, прифатена е фактичката состојба во именувањето на нашето државјанство по промената на името во својата целосна форма – македонско, граѓани на Северна Македонија. Иако знаеме дека на многумина тоа не ни е умилено, сепак одговара на реалноста и за мене е многу подобро отколку понижувачкиот назив кој што го имаше претходно. Комплетен преседан, каде од преку 150 државјанства, единствено кај нас беше избегнато да се именува државјанството по името на државата и да се додаде зборчето Macedonian. Тоа очигледно некому му бодело во очи, а никој од нашите институции немал реагирано, па ете се падна на мене да ја извојувам оваа битка за македонскиот јазик и македонското државјанство да бидат опција за сите македонци кои во иднина би се нашле во истата ситуација да аплицираат во овој централен регистар за работни позиции на ниво на цела Европска унија. Предизвици со кои што се соочуваме пред се младите македонци кои што живееме низ Западна Европа и воопшто луѓето кои што имаат работа со европските институции им се познати на многумина. Јас ова видео го направив да послужи како пример дека ете и во 21. век нас ни е пишано постојано да се бориме за своите права и правдини, затоа што тие нема да ни бидат послужени на тацна, освен ако самите не се усмелиме да го побараме тоа што ни следува. Затоа ги охрабрувам сите македонци на Запад, кои што се нашле во вакви и слични ситуации, да не се плашат и да се осмелат ваквите проблеми и исклучоци и преседани да им ги предочат на надлежните во европските институции, да ги нотираат и да бидат исправени затоа што за нас тие често се и крајно навредливи и понижувачки. Ако и вие сте се нашле во вакви слични ситуации, пишете во коментари за да знаеме од прилика во колкава мера и за какви ситуации мораме да бидеме подготвени. Ако се допадна овој видео, ставете лайк и subscribe, споделете го за да им биде од корис на оние кои што во иднина би им било потребно и останете да го следите канал затоа што следува едно друго интересно видео во кое што јас водам една друга битка меѓутоа со вештачката интелигенција на тема Македонија. Поздрав!